Оризопроизводителите од Кочанската котлина и денеска излегува на протест поради, како што велат, неисполнување на ветувањето на владата за исплата на 5 денари додатна субвенција по килограм предадена арпа. И по 4 месеци од ветувањето, а непосредно пред жетвата, останале без планираните пари, што директно им ја загрозува екзистенцијата. Еве денеска иницијативниот одбор на оризопроизводителите, како што можете да забележите, направи протест поради неисплатата на 5 денари за оризова арпа. Владата во 2018 година ни вети дека ќе исплати 5 денари за оризова арпа, меѓутоа еве после неколку месеци може да забележите и со ребалансот на буџетот тие средства не се исплатени. Ние апелираме до владата во најкраток рок да ги исплати тие средства на оризопроизводителите кои трпат големи штети. Денешниот протест со блокирање на една коловозна лента од магистралниот пат кој поминува низ селото Облешево е уште едно сериозно предупредување до власта да ги исполни ветувањата кон земјоделците, бидејќи во спротивно ќе се соочи со масовни протести. Ние како иницијативен одбор, доколку не ни се исплатат средствата, ќе направиме уште поголем револт и ќе ги блокираме патиштата во овие краеви. Сега има околу 230 трактори, меѓутоа следниот пат ќе бидат 300 и 500 трактори. Земјоделците бараат средба со министерот за земјоделие за да се договорат околу откупот на овогодишната реколта, за која бараат цените да не бидат пониски од 25 денари за килограм арпа, односно 50 денари за килограм бел ориз. Во колку? Во рок од 7 дена не утврдат цената. Ние стварно, ќе испаднеме масовно и ќе бидат блокирани и двете ленти. 25 со 50 белио. И покрај најавите дека овој протест ќе биде помасовен од предупредувачкиот пред 10 дена, сепак бројот на трактори кои го блокираа патот беше помал. Поединци се жалат дека врз нив се вршеле притисоци и заплашување дека нема да добијат субвенции, зелена нафта, а им се издавале решенија за присилна наплата на водарина.